Училиштето Димитар Попгеоргиев Беровски во Ѓорче Петров добива ново екоигралиште. Современ, безбеден и уреден простор, каде најмладите ќе другаруваат, ќе се рекреираат и ќе растат во здрава средина. Порача првиот човек на општината Александар Стојковски. Вели, ова не е само ново катче за игра, туку уште една потврда дека вложуваме таму каде што е најважно, во децата и нивната иднина. Денеска сме во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски, централно, големо училиште во кое што отпочнавме со реализација на еден нов проект. Тоа е еко-училница, која што е како награда за учениците од ово училиште, кои што минатата година победија на еко-квизот кој што го организираше општината Ѓорче Петров. Ова еко-училница или еко-игралиште, како да го кажеме, ќе биде изработена од природни материјали, дрвено, во кое што ќе вклучува повеќе реквизити, во кои што најмалите ќе може да си играат и да го поминуваат времето во природа, а оваа пракса ќе ја продолжиме годинава, се со цел да и другите училишта им дадеме можност да добијат ваков тип на игралишта. Имаме 5-6 различни видови на реквизити кои што децата ќе можат да ги користат, а за многу скоро започнуваме со изведба и на 3 нови фитнес зони на различни делови од општината Ѓорче Петров, од кои што едната ќе биде овдека во ова основно училиште. Ќе имаме уште една локација во основното училиште Мирче Ацев и во Волково, во близина на мултифункционалното игралиште Бранители. Остануваме посветени на циклусот изградба на нови реконструкција на постојни спортски терени, кои што го започнавме минатата година, кога завршивме околу 11 нови спортски терени, дел со нив со вештачка трева, дел со тартан. Оваа година најпрво ќе започнеме со изградба на нови фитнес зони, популарни како калистеник паркови, кои што се присутни во некои други делови на градот Скопје, а ќе продолжиме и со реконструкција во пролетниот дел, најпрво на сите постојни детски игралишти со поставување на нови. Имаме и ние демолирања на терени кои што постојано се обновуваат и се поправат. Не дозволуваме нештата да останат за долго време така скршени, но потребна е поодлучна законска регулатива. Ние на оваа тема и во ЗЕЛС во минатиот мандат повеќе пати сме разговарале за потребата и од комунална полиција и за оšтрување на санкциите и зголемување на глобите. Не само за уништување на урбаната опрема, тука ќе спомнам повторно ѓубрето, кое што е, кажам, највидлив проблем што ни се случува. И сметам дека со зголемување на глобите, дека тоа ќе има повеќе ефект, затоа што вака глобите навистина се многу ниски и дури некојаш на прекршителите повеќе им се исплати да направат прекршок, отколку да го депонираат ѓубрето или да направат нешто како што треба. Со таа казна од 20 евра вие урбана опрема не може да промените. Кога една канта чини од 4-4.500 денари, нагоре или клупа чини околу 10.000 денари. Казните се премногу мали, треба законската регулатива тука да претрпи сериозни промени. Ние во најголем дел ги завршивме сите спортски терени овдека во Ѓорче Петров и посебно сум горд на тоа, што гледам дека веќе има резултат, децата ни се повеќе посветени на игралиштата, него да бидат на улиците. Градоначалникот смета дека со игралиштата, секој парк, училиште, секоја населба станува место за авантура, дружење и развој. Со тоа, како што рече, Ѓорче Петров станува поубаво, позелено и подобро место за секое дете.